2020 година со преку 100 пораки односно медиумски прилози, бројни видео, ликовни пораки, колумни, интервјуа, анализи, цитати, ние ја поведовме иницијално иницијативата Обединети за различности, во различноста, се извинувам, и поканивме голем број да ни се приклучат со поддршка и во тие пораки да ги пренесеме заеднички со голем број на јавни личности, експерти, представници од различни сфери на општествено-политичкиот и академскиот живот, меѓутоа се приклучија кон таа поддршка и граѓанките и граѓаните. Целта уште тогаш ни беше да го промовираме мултикултурното, мултиконфесионалното и мултиетничкото општество во нашата земја, потврдувајќи дека различностите се всушност убавината и она што не збогатува, наспроти она што владее, нели, атмосферата на национализмот и етичката омраза во општеството. Успехот на оваа иницијатива не охрабри да продолжиме понатаму и минатата година со малку поинаков наслов, нели, на активностите направи разлика почитувајќи различностите, во кои што дополнително се вклучија јавни личности, граѓанки и граѓани, се разбира медиумски работници, експерти, луѓе од академската сфера, за да продолжиме, нели, денеска понатаму со, нели, чекор напред кон промоција на мултикултурното општество. Се разбира, со направи разлика почитувајќи различностите, ние дополнително ги промовиравме и европските вредности, како, нели, затоа што сето она за кое што ние денеска тогаш зборувавме и денеска зборуваме се дел од тој корпус на европски вредности. Еве, јас можам да речам дека барем за минатата година некои статистички податоци да дадам. Имавме преку 80 содржини објавени на нашата медиумска платформа. Оние видеопораки кои што ги подготвивме со познати јавни личности, ќе ги набрајам некои од нив: актерот Перо Арсовски, пианистката и спортистка Дуња Иванова, Рита Бехадини, новинарка и активистка за правата на жените, Атиче Муратова, уметникот Агим Пошка беше исто така дел од иницијативата, музичарката и хуманистка Кристина Арнаудова, музичарот Џамбо Агушев, меѓутоа се приклучи активистот Бленди Кодаи. Претходно во првата година со нас беа и Несрин Таир, актерката Лиса Болта Шекири, универзитетската професорка Миријана Најчевска, тогашната министерка за образование и наука Мила Царовска, новинарот Рамош Муарем Цирко, новинарот Зоран Иванов, се разбира Саша Ордановски, како, нели, добро познатиот наш колумнист, новинар и универзитетски професор, Зоран Кардова, графички дизајнер и активистот Тефик Мамут, Желјо Хоџич тогаш исто така од Агенцијата за правата на заедниците, меѓутоа изјави на поддршка дадоа и делот активистите од граѓанската сфера: Александар Кржаловски, Мукамет Точи, Жаклина Мучева, Снежана Трбевска, значи добро познати, се разбира, и други. Статистички гледано, да речеме, за претходнава година имавме околу 20 на видео содржини со пораки пренесени од граѓанките и граѓаните преку изјави или анкети, 8 журнали, како ретроспективно гледање и видео пренесување на подсетување на видеопораките кои што ги пренесува сите кои што беа дел од иницијативата. Имавме 3 јавни настани, панел дискусии, интервјуа и сето тоа го заокруживме со документарен филм кој беше, нели, промовиран кон крајот на декември минатата година. И се разбира, оваа година продолжуваме понатаму, како што рековте и вие, чекор напред кон мултикултурно општество со дополнително на промоција на, нели, на мултикултурата во нашата земја, затоа што гледаме дека има граѓанска волја, има и политичка волја. Сега останува, нели, да ги спроведиме оние активности кои што ќе практично ќе дадат, нели, резултат во таа промоција на мултикултурното општество во нашата земја.